Професоре Вилич, добро вечер, благодарам што сте дел од нашата емисија. Добро вечер, благодарам на поканата. Темите поврзани со уметноста и со културата некако упорно ни бегаат од фокус во морето на дневна политика и на големите прашања. Кои се вашите размислувања за состојбите со македонската култура денес? Знам дека прашањето е комплексно, меѓутоа и темите се такви без разлика на обиди за нивна банализација. Состојбата во македонската култура е исто онака како што е во светската култура, односно светската култура веќе не е на дневен ред. Мислам, секаде во светот, вклучително и кај нас. Не заради тоа што се појавија поприоритетни прашања, колку што самата култура ослабе со своето влијание и со својата важност во рамките на општественоста во која сите ние постоиме. Од тука и понекогаш и самиот помислувам дека можеби се однесуваме многу конзервативно во однос на очекувањата и посакувањата за ефектите од културната продукција, културната дејност. Наспроти, многу теми и области кои во меѓувреме се променија, а културата и односот кон културата и разбирањето на културата остана ист. Или понатаму е оној кој важеше до пред 40 години. И затоа ни се чини дека е сложена оваа материја и дека е обемна оваа материја, иако би можел да кажам дека всушност културата е она што произлегува од едно време и во едни околности, така што какви се околностите и какво е времето во кое создавачите на културата живеат и обстојуваат, таква и е културата. Сега дали нас тоа не бендисува или не, тоа сосема друго прашање. Зборувате за редефинирање на културата. Каде се тука културните вредности како такви? Живееме во време на експанзија на интернет, на технологија. Колку тоа ново време влијае во овие редефиниции и дали само културата како процес е опфатена или самиот столб нејзин изтршта на културното живење, вредностите што ги споменав? Знаете како е, кога во времењата кога културата беше организирана од страна на субјекти во самото културно производство или создавање, културата беше една. Во моментот кога се дисперзираше, кога се префрли таа одговорност на ајде да кажам така слободно, пропишување на вредности кои културата треба да ги застапува, значи како еден обратен процес од ова за што пред малку зборував. Така. Тогаш ние дојдовме во едно прешироко и преотворено поле во кој своевидно и самите се изгубивме. Односно во потрагата по низ опитите да дојдеме низ обидите да дојдеме до некои опити, до некои искуства, ние создадовме едно множество на разнородни всушност искуства, од кои произлегуваат, се разбира, разнородни вредности. И сега, кои се вредностите на културата, ако се прашаме, тогаш ние не можеме да дадеме едноставен одговор. Вклучително и фактот дека културата, односно типот на односи кој еден субјект ги воспоставува преку со општествената заедница, преку еден специфичен духовен процес, за жал се префрли токму на оние медиуми, на оние посредници кои ги спомнувате, на друштвените мрежи, на брзоста, на итноста, на нетрпеливоста, на нестрпливоста, при такви едни динамични процеси нема да претерам да кажам дури дека секојдневно се менуваат критериумите за тоа што е култура, кои се културни вредности, кои од сите тие вредности, односно кои од сите тие значења кои дневно се продуцираат во неверојатно количество, ќе успеат да преживеат и да создадат вредност, бидејќи не секое значење создава вредност. Каде е местото на уметниците, на културните работници во едни вакви времиња? Знаете, кај нас секогаш политиката се изедначува со партијата, па многумина сакајќи да се ослободат од тој партиски товар, велат дека не се занимаваат со политика. Вие сте прилично гласени, ангажирани во вашето творештво и тој однос помеѓу политиката и културата ви е неодолев. Издава лично како културен работник. Како вие гледате позицијата на уметниците во политичките и општествени процеси? Тоа е тема со која јас професионално се занимавам некаде од 93-4 година и најголем број од моите колеги создавачи, односно уметници, не се сложуваат со тие мои тези, со тие мои предпоставки за тоа кој е нивното место во рамките на општественоста.
бидејќи понатаму најверојатно под влијание на социологијата на културата длабоко сметам дека дека уметникот е производ на општественоста и тој непосредно, значи тој живее пред се како субјект, а потоа и твори во рамките на таква специфична општественост. И од тука неговото измолкнување од обврските кои таквиот однос ги наметнува, за мене не се баш со позитивен квалификатив. Сега во таа група која вие ја спомнавте, односно две групи уметници и културни работници, тоа е многу важно и ми се допаѓа што го поставивте како прашање, заради тоа што уметниците се повеќе се претворат во културни работници. Тоа се две различни социјални, односно општествени категории. Бидејќи согласно динамиката и динамичното време и се поголемата, ајде ја наречам така, менаџеризација, нели, на секој аспект од стварноста, во Македонија има повеќе факултети за менеджмент и нешто колку било која друга, нели, наука, па понекогаш се прашувам што ли ќе менаџираат сите тие дипломирани менаџери кога нема што да се менаџира. Вклучително, значи, таа стратегија која се разбира доаѓа од природните науки како едно разврстување на структурите, така и од уметникот веќе не е она романтична слика, не знам, гениалец, па не разбран од општеството, па нема му е се дозволено, па и така натаму, нели, мора да е сиромах, и така натаму. Туку од него сега се бара да биде, нели, само управувач, нели, менаџер, ја така го преведувам, нели. Менеджмент е своевидно управување со нешто, со некого, и таа позиција негова на самоуправувач, и тука во најбуквална смисла реферирам на значењето на самоуправниот систем во поранешна Југославија, бидејќи тоа е суштината, нели, на ова ново време, само никој не го именува така како социјализам, например. Инаку тој селф-менеджмент, тоа самоуправување е токму ситуацијата која уметникот го префрла од едно подрачје на автономно творештво во едно сложено подрачје на меѓусебни односи и специфични меѓусебни односи со други субјекти кои најчесто немаат никаква врска со самото творештво. Во оваа смисла, оваа друга група ја адресирам, например, Министерството за култура, кое е едно административно тело, кое се води според некои прописи, но никогаш не е според прописите на творештвото. Значи, уметникот сега треба да си ја најде сопствената позиција. Никој не може да му ја каже, или не би требало да му ја каже, не би требало да му ја одреди. Колку мислите дека уметниците треба да се авангарда во едно општество? Знаете таа фраза која што преовладува? Од кого да очекуваме прогрес, кога гледаме дека и во тие кругови има гласови на регрес и на уназадување? Правото на идеолошка припадност се разбира апсолутно, меѓутоа сепак уметноста е таа која што секогаш низ времето барем граѓаните се ослонувале на неа дека ќе води напред. Па сега ова што го прашувате е стриктно врзано со една друга научна дисциплина која е исто така веќе 40 на години во криза. Тие вредности ќе ги, односно, препознавањето на вредностите кои овие значења како уметничко производство се појавуваат, ги определува историјата на уметноста. Зборувајќи конкретно, не знам, историјата на филмот, историјата на театарот, значи сите оние историски дисциплини кои се бават со вреднување и со историзација на појавите. Затоа пред се треба да помине некој временски распон од прилика, ние велиме така, 20 на години, за да видиме како една појава понатаму генерира, понатаму создава влијанија, дали влие, дали не влие, дали е единична. И во таа смисла сега, ако самата историја на уметноста или нели овие истории, ако се самите како научни дисциплини во криза, а се во криза, токму заради тоа што темелите на овие научни дисциплини се длабоко протресени токму заради промената на уметничкото творештво, тогаш ние и затоа ние влегуваме, нели, во криза. Јас подразбирам под криза, ја подразбирам онаа состојба во која системот кој ги создава вредностите и оној систем всушност кој го препознава, кога еден систем кој ги препознава вредностите не може да одговори на прашањата кои тоа творештво ги поставува, тогаш ние имаме криза. Што значи тоа? Дека треба да се смени системот, не уметноста. Ние не можеме да менуваме уметноста. Но дали ќе зборуваме за уметност понатаму? Да ме прашавте, да разговаравме пред година дена на ова прашање,
на оваа тема, моите одговори најверојатно ќе беа поинакви. Меѓутоа, оваа пандемија отвори многу сериозни, за мене многу позитивно гледам кон целата ситуација, со цела почит кон негативните аспекти на епидемијата. Меѓутоа, ова преиспитување всушност, во ова преиспитување јас гледам можност да воспоставиме нов систем кој ќе биде дури многумина можеби нема да се согласат со мене, дури нешто што воопшто нема да го именуваме како уметност или како култура во најшироката, а и во потесната смисла на зборот. Значи пред нас се нови искушенија во кои сите ние се обидуваме нешто. Уметниците се обидуваат и ние кои ја промислуваме уметноста се обидуваме, па најчесто грешиме или не сме сигурни, не сме убедени до крај. Но само сопишување, како да кажам, излезот е во творештвото, излезот е во анализите, излезот е во критиките и само така ќе дојдеме до онаа нова состојба која јас сум убеден нема да биде иста со претходната. Значи, повторно зборуваме за редефинирање и некои нови процеси кои што ќе се отворат. Ќе се обидам да го сублимирам интервјуто враќајќи се на првата поента за губењето на фокусот. Токму во оваа емисија ние имаме анализи на извештаи и слично. Таму имаше една забелешка дека од вкупниот буџет на Македонија само 1,6% се одвојуваат за културата како дејност, што е навистина премалку, меѓутоа не би сакала да го банализирам фокусот и да го сведам само на пари и на финансиски средства. Ќе се вратам на оно што го споменавте околу позицијата на Министерството за култура и институциите воопшто, значи државата како систем, во непрепознавањето на менувањето на уметникот и на уметноста како процес. Мислам дека процесот е обрат. Мислам дека уметниците и културните работници не ги разбираат промените. Не дека Министерството не ги разбира. Видете, Министерството донесе своја стратегија за национална стратегија за културата, која се заснива на општата стратегија на оваа влада за општество, за сите или за, не знам како се викаше точно, што значи дека е тоа првото идеолошко сериозно поместување во преиспитувањето на досегашните концепти за културата и за уметноста. Таму беа 3 или 4 столба, колку што се сеќам, деметрополизација, децентрализација и така нешто. Значи, мора да правиме разлика помеѓу концепцијата на оваа држава, на оваа влада, можеби ќе се смени понатаму, која и притоа не го брана Министерството, да не бидам погрешно разбран, туку зборувам за званичните документи кои се донесени, нели, според кои Министерството работи. Во оваа смисла, значи, треба да се свати дека националната стратегија се однесува на една синтагма која би ја срочил така, значи уметност или култура за секого. Тоа веднаш подразбира деелитизација. Значи, тоа веднаш подразбира дека сите дефиниции за културата кои се всушност теориско објаснување на елитистичката позиција на културата во општеството се срушени. Не ќе се срушат, тие се срушени. Па таму се бунат некои не добиле доволно пари, па не знам 40 години, не знам фестивали, па тоа традиција, па тоа квалитет, значи и се разбира други институции, нели, односно и поединци, разбирајќи дека стратегијата на оваа влада е токму спротивното. Незадоволството доаѓа токму од тоа, не дека се јавува конкуренција, да кажеме фестивалска или меѓу културните работници, туку дека едноставно во овој процес, во оваа сегашна фаза, пред да се изврши конечно, се надевам скоро ќе биде фискалната децентрализација, па тогаш работите да се појаснат многу подобро и многу повеќе, до тогаш ќе биде овака. Мислам дека ние, корисниците на буџетските средства, не разбираме зошто Министерството дава, дели такви пари или толку пари за овакви или за онакви проекти. Мислите дека се спушта, значи всушност се спушта културата и се распространува и низ масите, и низ помалите градови, значи такви процеси дека се пред нас. Да, во суштина е тоа. Јас на почетокот бев силен критичар на таа концепција, меѓутоа оваа стратегија поимот на култура го зема во неговата најширока смисла.
како задоволување на потребите на секој граѓанин, од тука и концепцијата култура за секого. Не само за, ајде да кажам така, не само за театарџиите, не само за джезерите, не само за блузерите, не само за филхармоничарите. Значи, знаете, ние ако предложиме овака со оваа концепција ќе треба да затвориме сериозни национални установи. Заради тоа што културата ќе се одвива на други подрачја, на други места, вклучително и во киберпросторот, кои ќе бидат од поголема важност за субјектите на заедницата, на поединците, отколку за репрезентативното рамниште на државната култура. Така што нема веќе да учествуваме со филм на доделувањето на Оскарите, нема да учествуваме на Евросонг, нема да учествуваме. Значи целата оваа концепција води всушност кон еден страшен процес за капиталистите, а тоа е деетатизацијата. Сега, ако успееме уште и националниот концепт на државата да го укинеме, тогаш веќе ќе зборуваме за она што јас веќе го предпоставувам, го очекувам и посакувам да ни се случи после оваа пандемија. Значи да застанеме и да се свртиме до тука до нас што живее, до најоткарши од нас што живее. Не таму во музеот на современата уметност во кој не доаѓа веќе никој, дури ни на отварање. Туку што се овие луѓе на кои ние можеме да им се најдеме како не како професионалци, туку како соседи пред се. Ви благодарам за ова една, како да речам, овој еден хуман на крај осврт кон целата проблематика. Ви благодарам многу за гостувањето и за поентите и пораките што ги испративте. Па како човек школуван на хуманизмот, мојата опција не ни може да биде поинаква. Ви благодарам на поканата. Благодарам.